На пригодна свеченост во присуство на градоначалници од соседните општини, културни работници и граѓани, денеска беше отворена ново изградената етно куќа на општина Кочани. Овој автентичен и од културен и историски аспект значаен објект во употреба го предаде градоначалникот Радко Димитровски. Денеска имаме таа чест, тоа задоволство да присуствуваме на едно завршување на проектот, дел од проектот со Република Бугарија со општината Рила од прекограничната соработка од европските фондови, а тоа е завршувањето на етно куќата во општина Кочани. Градежните работи се целосно завршени, значи првата фаза, она што беше во прекограничната соработка е целосно завршена и со ова се отвара вратата и за втората фаза, а тоа е собирање на сите експонати, било да се од музејска вредност, било да се од етнолошка вредност и понатаму да со сопствени средства ја опремиме ова етно куќа. За архитектурата и интериерот на етно куќата зборуваше архитектот Александар Гицов, кој нагласи дека подрумските простори ќе бидат наменети за потешките или машки занаети и експонати, а катот е резервиран за тоа што низ вековите го создавала и на што работела жената од овие простори. Овде само е настојувано да објектот по форма подсетува на градбата од овој крај. Материјалите се современи избрани, пропорциите се имитирани исто од старите мајстори, додека обојувањето и елементите настојувано е да бидат целосно природни, толку колку што и целата традиционална градба. Етно куќата практично е отворена во еден дел, бидејќи предстои до уредување и комплетирање на збирката од експонати во другите простории. Тоа е процес во кој ќе бидат вклучени и граѓаните, доколку имаат предмети од етнолошка и друга историска и културолошка